Советниците од ВМРО ДПМН денес ја напуштија седницата на Советот на Кочени. Тие одбија да учествуваат во работата на Советот, зашто седницата не била медиумски пренесувана, а на граѓаните им била ускратена можноста да ја следат работата на оние кои ги избрале. Незамисливо во 21 век со ваква технологија да ние како општина имаме право само на аудио снимки. Значи можам да кажам, ако во предходното наше владење бевме обвинети за режим и медиумски мрак, јас кажав и на седницата, сметам дека ова не е медиумски мрак, ова е медиумски пекол. Затоа што навистина се нарушени основните права, тоа е транспарентноста и отчетноста на општината и на нас советниците. Ускратено е правото на граѓаните и на нас како советници за дискусии, за одлуки, за гласање. Доколку пренос на седниците нема ни во наредниот период, советниците на ВМРО ДПМН на истите ќе присуствуваат само формално, односно нема да учествуваат во дискусиите. Дадовме апсолутна поддршка на председателот и на координација, тој кажа упати барање до вас, се додека и сега кажа председателот, се додека не биде обезбедено аудио и видео снимки, ние како советници ќе дојдеме за да го искажеме нашиот револт и ќе го кажеме и ќе го бараме она наше демократско право кое што ни следува со закон. Очигледно сега и со закон и вие медиумите и ние ускратено тоа право. Од друга страна, градоначалникот Николче Илиев најави можност за решавање на овој проблем. Јас уште еднаш искрено жалам за одлуката што ја донесоа советниците од една политичка партија. Денеска имаше предлог од страна на председателот на Советот да се направи едно тело кое ќе се состане, значи составено од страна на членови од локалната самоуправа, од координаторите на советничките групи, како и представници на сите медиуми, се со цел да се седне, да се разговара и заеднички да изнајдеме излез од оваа ситуација.